Здраво, помина доста време од моето последно видео, но ајде да продолжиме сега со функции. Значи, што се функции? Функциите се група од команди кои што извршуваат некоја задача. Зошто се користат? Воглавно се користат за да си го поделиме кодот на помали логички целини и исто така ни помагаат да го искористиме истиот код на повеќе места и со тоа да се намали потребата од повторно пишување на истите линии код. Исто така ни помага да имаме почитлив код, бидејќи со името на функцијата се опишуваат група од команди кои извршуваат една задача и наместо да имаме пример блок од 10 на 20 команди, ќе имаме само една линија која е името на функцијата и параметрите кои ги прима. Како изгледаат функциите? Значи, секоја функција си има тип што го враќа, име на функцијата и листа на параметри која се става во загради. Ова овде се нарекува хедер или прототип на функцијата, исто така е познато и како декларација. Функцијата има тело, која е блок од команди, тука може да имаме една или повеќе команди, а може и ни една. Значи ова се нарекува тело или дефиниција на функцијата. И сега многу често има забуна помеѓу тоа што се параметри, а што се аргументи на функцијата, па затоа решив во ова видео да ви го објаснам тоа. Параметри се променливи кои се дефинираат при декларација на функцијата, значи овде, и важат само во функцијата. Аргументи од друга страна се податоците што ги прима функцијата при повеќе. И тие податоци се зачувуваат во параметрите. Тоа ќе ви стане појасно со примерите подолу. Како се користат функциите? Се користат така што се повикуваат со пишување на името на функцијата, овие загради и параметрите ако примаат воопшто. Дефолтни вредности ќе ви покажам подолу со пример. Можеме да внезуваме една функција во друга и за овие две точки ќе направам посебни видеа. Еве една едноставна функција која не враќа ништо, тоа не означува ова овде void, се вика hello world, не прима параметри и само печати на екран hello world. Овде можеме да имаме празен return, но не мора, се подразбира. Имаме една функција што не враќа ништо, но ни печати bool променлива која има вредност точно или неточно, значи во зависност од параметарот, значи еве декларација на променлива што ќе важи само во функцијата, тоа е параметар, ќе се испечати true или false. Сега кога ќе се повика оваа функција, еве вамо во main, ова овде true е уствари аргумент за таа функција, бидејќи тоа е вредност што ќе ја прими овој параметар овде. Еве уште неколку примери има за функција што враќа float, се вика апсолутна, го зема бројот и ни враќа апсолутна вредност од бројот. Значи со return, ова што ќе се пресмета овде се враќа од функцијата. Ова нема да го обяснам. Ова е глупа функција, но е пример за дефолтна вредност. Ова овде, num2 еднакво на 10, значи дека ќе можеме да повикаме функцијата само со еден аргумент. Еве пример за тоа. Значи ја повикуваме само со еден аргумент, резултатот ќе биде 15 и кога ја повикуваме со два аргументи, тука ќе биде 26. Еве пример за вгнездени функции, значи и main е функција од која започнува извршувањето, ни враќа integer, тоест цел број, и по договор е земено дека ќе враќа 0, доколку немаме никаква грешка во програмата. Еве како се повикуваат функции, значи името на функциите и во заграда аргументите кои ги примаат. Оваа не прима ништо, значи само името и заградите, оваа прима вредности. Кога ни враќа вредност некоја функција, можеме да си ја доделиме на променлива и после да си работиме со нејзе. Тука само ја печатам. Може директно да си ја повикаме кај што треба некоја вредност
и така натаму. Само да ја пуштам програмата и да видиме дали добиваме тоа што го очекуваме. Значи првата функција ни печати Hello World, оваа ни печати точно ако е точно и неточно ако е неточно. Тоа се овие две. Апсолутната вредност зима минус 12,6 и го прави 12,6, што е окей. Тука е 21, таму 1. И тука ни е 15, бидејќи ја зима дефолтната вредност 10, а тука си е 26. Во наредното видео ќе ви објаснам што се тоа покажувачи и со тоа ќе можем да ви објаснам што значи предавање на аргументи во функцијата по вредност и по референца. Која е разликата и кога треба да се користи кој начин. За рекурзивните функции ќе направам посебно видео. Така, се гледаме во наред.